Окултни практики, верувања и екзорцизми. Окултните ритуали долго време ги фасцинираат луѓето ширум светот. Од читање тарот карти до магија, до сеанси, овие практики биле тема на безброј книги, филмови и ТВ емисии. Слично на тоа, надприродното поседување е верување кое се наоѓа во многу култури и религии, каде што се верува дека личноста може да биде контролирана или под влијание на надприродна сила или ентитет. Некои окултни практики, како што се оние кои вклучуваат состојба на транс или канализирање, може да вклучуваат искуства кои се слични на надприродното поседување. Но што се всушност окултните ритуали и зошто луѓето се занимаваат со нив? Во нивната суштина, окултните ритуали се средство за поврзување со надприродниот свет. Практичарите веруваат во постоење на духови, демони и вонземски сили, кои може да се искористат за различни цели. Со вклучување во ритуали, овие практичари се обидуваат да ги искористат овие енергии и да влијаат на светот околу нив. Демонското обседување е верување кое се наоѓа во некои религии и култури, каде што се верува дека едно лице може да стане населено или контролирано од демон или зол дух. Некои окултни практики, како што се оние кои вклучуваат повикување духови или употреба на црна магија, некои може да ги сметаат за покани или потикнување на обседнатост од демон. Ритуалите се вообичаен аспект на многу окултни практики и тие можат да вклучуваат широк спектар на активности, како што се пеење, медитација, употреба на свеќи, темјан и други символични предмети и изведување специфични дејства или движења. Овие ритуали често се дизајнирани да создаваат одредена атмосфера или состојба на умот што е погодна за духовно истражување и откривање. Еден од најпознатите окултни ритуали е читањето тарот карти. Тарот картите се шпил од 78 карти, секоја со свое значење и символика. Читањето тарот вклучува распоредување на картите и толкување на нивните значења за да се добие увид во минатото, сегашноста и иднината на една личност. Читањата на тарот може да се користат за гатање, медитација, саморефлексија и често се гледаат како средство за пристап до повисока духовна вистина. Многу окултисти исто така веруваат во постоење на надприродни ентитети, како што се демони, ангели и други духови. И тие може да се вклучат во практики како што се гатање, што вклучува обид да се добие увид во идните настани или други мистерии преку различни средства, како што е тарот карти, астрологија или други методи. Друг популарен окултен ритуал е магијата. Правописот вклучува употреба на баење, билки и други алатки за манипулирање со енергија и постигнување на посакуваниот исход. Магии може да фрлаат на различни цели, од љубов и просперитет до заштита и протерување на негативна енергија. Некои практичари ја гледаат магијата како форма на манифестирање на нивните желби, додека други ја гледаат како средство за искористување на природните енергии на универзумот. Сеансите се уште еден популарен окултен ритуал, особено за оние кои веруваат во постоење на духови и демони. Сеансите вклучуваат група луѓе кои се собираат заедно за да комуницираат со духовите на мртвите. Ова често се прави преку употреба на медиум, кој може да влезе во состојба слична на транс и да им дозволи на духовите да зборуваат преку него. Астрологијата е уште една окултна практика која се здоби со широка популарност. Астрологијата е проучување на движењето на звездите и планетите и може да се користи за да се добие увид во карактеристиките на личноста, силните и слабите страни на поединецот. Астролошкото читање може да се направи за поединци или за групи и може да обезбеди вреден увид во енергиите што се играат во светот околу нас. Конечно, некои окултни практичари може да се обидат да повикаат и да комуницираат со демони или други злобни духови,
Ова често се смета за ризична практика, бидејќи се верува дека овие субјекти се опасни и непредвидливи. Сепак некои практичари веруваат дека со повикување и комуникација со овие ентитети тие може да стекнат моќ и увид, што не е достапен преку традиционални средства. Како заклучок, окултните ритуали се разновиден и комплексен сет на практики што ги користат поединци ширум светот за да се поврзат со надприродното царство, без разлика дали тоа е преку читање тарот карти, магија или сеанси. Овие ритуали им овозможуваат на практичарите да искористат моќни енергии и да ги истражат мистериите на универзумот. Иако некои од овие практики може да се сметаат за ризични или потенцијално опасни, многу практичари наоѓаат голема вредност и исполнување во ангажирањето со окултизмот на овој начин. Идејата за обседнување со демон и екзорцизам не е единствена за некоја посебна религија или култура. Слични верувања и практики може да се најдат во различни традиции, како што се хиндуизмот, будизмот и африканските традиционални религии. Сепак најпознати случаи на екзорцизам и демонско обседнување потекнуваат од христијанството. Во христијанството се верува дека демонското обседнување се случува кога телото на една личност е преземено од злонамерен надприроден ентитет, кој обично се нарекува демон. Се смета дека демонот има способност да ги контролира постапките и мислите на личноста, а единствениот начин да се ослободи личноста од оваа обсесија преку екзорцизам. Ритуалот на екзорцизам е форма на духовна војна во која обучен свештеник или свештеници користат молитва, света вода и други религиозни предмети за да го истераат демонот од телото на обседнатата личност. Екзорцизмот може да користи и одредени фрази и гестови за кои се верува дека имаат моќ над злите духови. Католичката црква има официјален обред на екзорцизам, кој се врши само по темелна истрага за да се осигура дека лицето е навистина обседнато и дека не страда од ментална болест или друга медицинска состојба. Сепак има и многу независни екзорцисти и самопрогласени демонолози кои вршат екзорцизам надвор од црквата. Еден од најпознатите случаи на демонско обседнување и екзорцизам е приказната за Анелизе Мишел, млада германка која почина во 1976 година откако била подложена на повеќе екзорцизми. На Мишел и била диагностицирана епилепсија и депресија, но нејзиното семејство и католичките свештеници верувале дека таа била обседната од демони. И покрај нејзината влошена состојба и советите на медицинските професионалци, Мишел продолжи да трпи екзорцизам неколку месеци, што на крајот доведе до нејзина смрт. Приказната за Анелис Мишел беше тема на книги, документарни филмови и продолжува да предизвикува дебата за употреба на екзорцизмот во модерното време. Некои го гледаат како трагичен пример на религиозен фанатизам и опасности од отфрлање на медицинската наука, додека други веруваат дека е вистински случај на демонско обседнување и потсетување на тековната духовна битка меѓу доброто и злото. Имало безброј други извештаи за обседнување и екзорцизам низ историјата. Некои веруваат дека зголемувањето на извештаите за обседнување во последниве години може да се должи на обновувањето на интересот за окултното и паранормалното, делумно потикнато од популарната култура. Секако, еве неколку добро познати случаи на екзорцизам. Роби Манхейм. Екзорцизмот на Роби Манхейм беше основа за книгата и филмот Екзорцистот. Роби бил американско момче за кое се верувало дека е обседнато од демон во 1940-тите. Неговиот екзорцизам беше основа за книгата Екзорцист и последователните филмски адаптации. Тој покажувал надприродни способности, изборувал на непознати или стари јазици, а се вели дека екзорцизмот бил успешен. Џулија била мексиканка која била исчистена во 1970-тите, откако била диагностицирана демонска обсесија. Таа наводно покажувала на надприродни способности и изборувала на стари и непознати јазици, а низиниот екзорцизам наводно траел неколку месеци. Таа на крајот тврдела дека е излечена. Овие случаи
истакнуваат континуираната фасцинација и верување во можноста за обседнување од демон и потреба од екзорцизам, додека скептиците може да ги гледаат овие случаи како производ на суеверие или ментална болест. За многу верници тие се сметаат за доказ за реалноста на злите сили во светот и моќта на верата да се бори против нив. Додека многу луѓе ги сметаат окултните практики и верувања како безопасни, други ги сметаат за опасни, па дури и демонски. Некои луѓе исто така ги обвинија окултистите за вклучување во незаконски или неетички практики како што се човечки жртви или други форми на насилство. Исто така вреди да се напомене дека поврзаноста помеѓу окултните практики и демонското обседнување е засилена со популарната култура, како што се хорор филмовите и книгите. Овие портрети често ги прикажуваат окултистите како вклучени во злобни или зли активности и може да ги овековечат негативните стереотипи за окултизмот. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кој е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар, доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.